Сите овие гигантски уметнички слики се дел од богатото портфолио на академскиот сликар Павле Кузмановски, создавани во изминатите 6 децении од неговото творештво. Најновата, насловена Восстание, всушност е и најголема со димензија од 4 метри со 2 метри височина. Таа е повод Кузмановски да се одлучи да направи ваква несекојдневна изложба со големи формати. Академскиот сликар, кој годинава полни 87 години, оваа уметничка слика ја подготвувал изминатите 6 месеци. Идејата е стара повеќе од 60 години. Во суштина, таа слика е работена според една мала скица која сум ја работел во 1961 година во Белград, прва година академија, и седеше кај мене цели 60 и више години и конечно реков, ако успеам да направам нешто поголемо од таа скица, ќе направам. И ете се роди ова слика, што даде повод и за исцела слика, една изложба која што еве во Тетово ќе се организира во музеот на град Тетово. На изложбата тетовската јавност ќе може да види други уметнички слики со слични формати, големини и теми. Останалите формати на платната се претежно сведоци, има 2 или 3 автопортрети и неколку актови кои се работени во различни периоди од моето творештво, но со обзир на оваа слика што ја реков као бунт, као Восстание, која е 2 метра со 4 метри формат, сакав сите други формати што ги имам во мојата колекција да бидат приближни на таа слика, да има големи формати и со тоа да ја направам изложбата така на еден начин соодветна на ова што сакав да го прикажам во ова моја слика најнова сега. Академскиот сликар Павле Кузмановски е роден на 30 јуни 1939 година во Тетово. Во 1959 година завршил школа за примената уметност во Скопје. Неколку години подоцна, во 1966 дипломирал на Академијата за применети уметности во Белград, во класата на еминентните уметници Винко Грдан, Рајко Николич и Јаца Томашевиќ. До сега приредил 50 самостојни ликовни изложби, а учествувал на преку 250 колективни изложби во земјата и во странство. Добитник е на значајни награди за сликарство, меѓу кои последната е државната награда 11 октомври за животно остварување во областа на културата, науката, уметноста и дејностите од јавен интерес во 2021 година.